Во ред, имаме едно половина час, верувам дека е сосема доволно. Пред 2 недели, значи кога последен пат јас зборував од ова место, зборувавме за дрвото на животот, доколку се сеќавате, и спомнавме дека во времето во кое што живееме, односно после падот во грев, па се, откако нашите прародители биле истерани од Едемската градина и немале веќе достапност до дрвото на животот, човечкиот род ќе има повторно достапност до дрвото на животот кога? Дури на новата земја. Че физички онака ќе можеме да повторно да кинеме, дај Боже, да бидеме во спасените, да кинеме повторно од тоа дрво на животот кој што секој месец ќе дава нов плод. 12 месеци, 12 плодови. Кој што на вистина не самото по себе, значи да не сватиме така дека самото по себе ќе ни даде вечен живот. Вечен живот дава Бог. Меѓутоа, ете така тој предодредил да јадејќи од тој плод и физички, значи го продолжуваме вечниот живот и видовме дека меѓу тие два периоди, времето во кое што ние живееме и многу генерации пред нас и после нас, всушност за нас дрвото на животот е што? Боже, да, Христос рековме, Голгота, односно крстот, односно жртвата негова, и највеќе се осврнавме и задржавме на Божјата реч, Божјето Слово како дрво на животот, кој што пак ќе кажеме, значи не дека буквално ни дава вечен живот, туку ни го храни духот, духовно ни дава да растеме и да живееме и не подготвува, да кажеме, на некој начин, токму за вечниот живот. Сега вечерва, повторно ќе зборуваме за дрвото на животот, тама е еден друг аспект, кој што малку го опфатиме тогаш, а вечерва ќе се фокусираме токму на тоа. Но најнапред да се осврнеме малку во кратки црти на другото дрво, кој што може слободно да се нарече дрвото на смртта. Ако се сеќавате, ги читавме оние стихови, не е лошо да ги прочитаме повторно, 9-тиот конкретно стих од втора глава Битие, значи на самиот почеток од Библијата, втората глава Прва Мојсиева. 9-тиот стих: тогаш Господ Бог направи та од земјата изникна секое дрво, убаво за погледот и добро за храна, и дрвото на животот среде градината, и дрвото за познавање на добро и зло. И видовме и гледаме од овој стих дека и двете дрва, и дрвото на животот и ова дрво на смртта, ќе кажам, биле во средината на градината, во непосредна близина, и буквално можеме да кажеме дека Адам и Ева секојаш и секој ден имале прилика да бираат меѓу животот и смртта. Дури во таа состојба во која што биле безгрешни. И ние денеска, нам Господ ни нуди слободно. Имаме секој од нас слободна волја, така и не создал, да бираме меѓу животот и смртта. Да, секој ден е буквално избор. Но, да се осврнеме на последиците пред се од сторениот грев. Значи, сепак Ева каснала од дрвото кое што било забрането, единственото. Кои биле последиците? Како прво, тоа е првиот грев кој што бил сторен. Че Адам погреши, односно Ева, потоа Адам, а после Адама и со Адама всушност сите сгрешија. И секој од нас денеска најголемиот проблем што го има е борбата со самите себе, односно со таа грешна природа што ја носиме со нас. И еве да можеме да прочитаме Псалм 14. Псалм 14, 2 и 3 стих. Господ гледа од небесата на човечките синови за да види дали има некој разумен кој го бара Бога. Сите свртеа заедно, сите се расипаа, нема кој да прави добро, нема ниеден. Исаија 53 глава вели: сите заскитавме како овци. И еве, подсетете се на
животот пред средбата со Христа, дали не бевте како некоја заскитена овца? Јас лично ќе се сетам на тој период, значи, на младоста, бев тогаш млад, тинејџер, не сум ни сега престарел. И се занесувавме како млади, ќе правиме група, ќе пееме песни, ќе држиме концерти, не знам што. И ја бев еден од тие кои што ги пишував песните, и една од песните беше, носеше наслов Осаме. И сега да не ви го кажувам текстот, и сум го заборел, фала му на Господа. Што, лично мојот текст сум го заборел. Тоа е силата Божја, да избрише се што не треба од меморија. Или некои такви слични, значи, тоа е животот во овој свет, па поготово во нели, таа возраст, да не зборувам па сега за младите кои што ја живеат, значи, тој дел од животот, како се тие и како тие се чувствуваат. Навистина изгубени. И тоа е тоа се последиците на гревот. Псалм 143, 2 стих. Не оди на суд со твојот слуга, значи Давид, вели на Господа, не оди на суд со твојот слуга, зашто никој жив не е праведен пред тебе. Да, сите сгрешија. Втора последица, голема последица, проклетството. Значи, зборуваме за последиците од првиот престап. Кинење од забранетиот плод. Проклетство, еве да видиме во 3 глава Битие. Што се Господ проколнал? Што е вели на змијата во 14 стих, најнапред, 3 глава. Бидејќи го направи тоа, проклета да бидеш меѓу сите зверови. Ја проколнал змијата. Ке се влечеш по земја, нема веќе да леташ. Нема веќе да ти се воодушевуваат, туку ќе бегаат сите од тебе. Ке се гнасат од тебе. Не знам колко имате страф од змии, ама јас некако имам печатов дека повеќе женскиот род, значи посебно се плаши од змии, мада и некој од нас, мислам, кој пат не се плаши од змии, дори само на телевизија да ја видите. Дури и за тоа имам еден спомен од детството. Значи, живеев таму во близина, во Свети Николе на реката Мавровица, и во близина имавме и бавча со татко ми, со брат ми, така обработувавме. И јас како мал, така, се учев. И отидов едно попладне, значи летно попладне, натаму, за да се прошитам малку. И од далечина, значи тоа од далечина ми се учи на нешто како некоја змија. Кој знае дали беше и змија, може обично дрво. Кога прснав да бегам, ни бавча, ни ништо не се виде право дома. Да, кој не се плаши од змијата. Но, тоа е проклетството што го добила. Понатаму читаме. 16 стих. На жената и рече: ке ти ги умножам многу маките на твојата бременост, во маки ќе ги раѓаш децата. Твојот копнеш ќе биде ко мажот твој, а тој ќе владее над тебе. Жената била проколната. А на мажот му вели, на човекот, затоа што го послуша гласот на својата жена, та јадеше од дрвото за кое ти заповеда, велејки, нека јадеш од него, земјата ќе е проклета заради тебе, во маки ќе се храниш од неа, во сите денови на својот живот, ќе ти раѓа троска од трња и така натаму, и тоа го имаме како искуство сите ни. Значи, земјата проколната, мажот проколната, жената, змијата. Какви последици? Смртта како последица. Иако не умреле во истиот ден, почнале да умираат духовно, а подосна, откако биле одделени, оттугени од дрвото на животот, едноставно последица било и смрт. И оттугеност, ја кажав, го спомнав тоа, или отфрленост од Бога. Еве да ги прочитаме повторно тие стихови од 22 до 24 во истата глава. 3 глава, Битие, од 22 до 24. И Господ Бог рече: еве човекот стана како еден од нас, знаејќи го доброто и злото, да не ја испружи сега раката и да набере од дрвото на животот, па да јаде и да живее вечно. Затоа Господ Бог го испрати надвор од Едемската градина,
за да ја обработува земјата од која што е земен, и го истера човекот и насели источно од Едемската градина, херовими со пламенен меч, значи постави, кој што се вртеше околу, за да го штитат патот кон дрвото на животот. Нема веќе пристап, одвоеност од Бога, нема веќе средби тие попладневни квечерини, значи, која се срекавале директно лице в лице со Господ Адам и Ева, нема веќе. Страшни последици. Сега дрвото на животот. Да отвориме во Откровение, 22 глава. Значи, од првата книга во последната книга одиме, кај што се спомнува повторно дрвото на животот. Што тоа, на што укажува дрвото на животот? Ако ги имаме сите овие последици, откако Адам и Ева пробале од овој забранет плод на дрвото на спознание на добро и злото, што сега, на што укажува дрвото на животот? Откровение 22.14, оној добро познат текст, иако овде не е добро преведен, ја ќе го прочитам вака како што е. Блажени се оние кои што ги перат своите облеки, за да имаат право на дрвото на животот и за да можат да влезат во градот неспортени. Кои ќе имаат право на дрвото на животот? Оние кои што ги перат своите облеки. Во што ги перат? Ако читаме во Откровение 7.14, за онаа група на облечени во бели облеки, кога самиот Јован ке праша и Господ ќе му одговори, тоа се оние, вториот дел од стикот, тоа се оние кои доаѓаат од голема неволја, кои ги испраа облеките своји и ги избелија во крвта на јагнето. На што асоцира ова? Ако првата последица значи првиот грев, земање на плод од дрвото на спознание доброто злото е грев, овде гледаме дека дрвото на животот укажува на праведност. И самиот текст 14 од 22 глава, ако го прочитаме како што е, вистинскиот превод, како гласи? Кои ќе имаат право на дрвото на животот? Они кои што ги држат заповедите. Тоа се праведниците. Погоре во контекст 11 стих, што ни кажува од истата глава? Кој врши неправда, нека врши уште неправда. Кој е нечист, нека се нечисто уште, а кој е праведен, нека врши уште правда. Дори во контекстот гледаме дека праведните се оние кои што ќе го наследат вечниот живот и тие ќе имаат допир и ќе имаат право да јадат од дрвото на животот. Дрвото на животот укажува на праведност. На исцеление, ако втората последица беше проклетство, овде имаме исцеление. Еве ги читаме стиховите од 22 глава, повторно Откровение, 1 до 3. И ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истекува од престолот на Бога и на јагнето, среде незината улици и од двете страни на реката дрвото на животот, кое раѓа 12 плодови, кое секој месец го дава својот плод, а лисјата на дрвото се за исцелување на народите. И дури првиот дел од третиот стих го читаме, вели, и нема веќе да има проклетство. Ако последицата од сторениот грев беше проклетство, беа проколнати и жената, и мажот, и змијата, и целата земја, сега овде имаме прекин на тоа проклетство, имаме исцеление, кој што го дава дрвото на животот. Дава живот, затоа и се вика дрво на животот на крајот на криштето. 5 стих од истата глава вели, значи, оние спасените, кои што ќе го гледаат лицето, тој ќе го спомнеме малку подосно, меѓутоа 5 стих, ног нема да има веќе, добро, тоа е за градот, но како завршува стихот? Бог ќе ги осветлува и ќе владеат во веки веков, вечно, вечност, живот, вечен живот, наспроти смртта, кој што беше последица на дрвото на смрт. И стихот што побрзав да го прочитам, односно 2, 3 и 4, и нема веќе да има никакво проклетство и престолот на Бога и на јагнето ќе биде во неа и неговите слуги ќе му служат и ќе го гледаат неговото лице. Наспроти отфрленоста како последица од првиот грев, сега имаме помирување.
повторно спасените ќе го гледаат, ќе го имаат оној контакт што го имале на почетокот Адам и Ева пред самиот грев. Лице в лице. Значи, гледаме од ова дека дрвото на животот има сосема спротивни ефекти. Дава сосема спротивни ефекти од дрвото на смртта, ќе кажем. И сега да погледнеме едно друго дрво, за кое што не случајно неколку пати, неколку текста, кога се зборува за крстот на Голгота, е опишен како дрво на кое што бил распнат нашиот Спасител. И еве еден од текстовите. Дела 5.30. Дела 5.30. Бог на нашите татковци го воскресна Исуса, кого вие го обесивте на дрво и го убивте. Да, по самиот крст дрвен. Еве, тука се спомнува дрво, дрвото на Голгота. Преку ова дрво од грев преминуваме во праведност. Од проклетство во исцеление, од смрт во живот, од оттугеност или одфрленост во помирување. Да, еве ќе видиме. Второ послание до Коринќаните 5.21. 5.21. Второ послание до Коринќаните. Оној кој не знаеше за грев, се мисли на Исуса, се разбира, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Еве како, преку ова дрво, односно жртвата, дадена на ова дрво, преминуваме од грев во праведност. Биваме оправдани, всушност. Исцеление. Добиваме исцеление. 1 Петрово 2.24. 1 Петрово послание 2.24. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, еве го другиот текст кој што е спомнато, дрвото на Голгота. Значи тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, та ние умирајки за гревовите да живееме за правдата, преку неговите рани се исцеливме. Преку кои рани? Оние рани со кои што беше ранет на тоа дрво, на Голгота. Че преку ова дрво добиваме праведност, добиваме исцеление, добиваме и живот, Јован 3.16. Зашто Господ, Бог го даде својот единороден син, та секој кој што ќе поверува да не загине, туку да има живот вечен. Вечниот живот го добиваме токму преку оваа жртва, преку ова дрво на Голгота. И помирување, Римјаните 5.10. Римјаните 5.10. Зошто ако сме помирени со Бога преку смртта на Неговиот Син, доека бевме непријатели, толку повеќе веќе помирени ќе се спасиме во Неговиот живот. Како се помиривме? Преку Неговата смрт. Исус не помири со Отецот преку Неговата смрт, преку ова дрво на Голгота. Многу јасно се гледа од овие неколку стиха што ги спомнавме. Значи ги видовме ефектите или последиците на првиот грев, на кинење од забранетиот плод, од дрвото на спознание на добро и злото. Потоа ги видовме сосема спротивните ефекти од дрвото на животот. А сега гледаме дека едно друго дрво, односно крстот на кој што нашиот Спасител беше распнат, е дрво на животот. Тоа е тоа дрво кој што ни дава праведност, преку кое значи, добиваме праведност преку жртвата, нормално, исцеление, живот, помирување. И како Господ, односно Исус го обезбедил сето ова за нас, 1 Петрово 2.24, уште еднаш да го прочитаме текстот. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на тоа дрво. Понесувајќи ги нашите гревови, така го обезбеди сето ова Исус за нас. И праведност, и исцеление, и живот, и помирување. Што понел друго? Галатјаните 3.13. Значи, првата последица беше грев. Гревот, мојот и твојот, Исус ги понесе на крстот и на тој начин ни обезбеди праведност.
Галатјаните 3.13 реков, исто е еден добар познат текст. Христос не откупи од проклетството на законот, откако стана проклетство за нас. Затоа што е пишено, е уште еден трет текст, кај што е спомнато дрвото, проклет да е секој што виси на дрво. Што направи Христос? Не откупи од проклетството, затоа што тој стана проклетство за нас. Значи го понесе проклетството, кое што ние требаше да го добиеме, односно го доби човештвото на самиот почеток, со падот во грев, за да ние не останеме проклети, туку да добиеме исцелување. Римјаните 5.6. Зошто доека уште бевме слаби, Христос умре во определено време за безбожниците. Ја понеси нашата смрт со себе. Значи, умре со смртта со која што заслужувавме ние да умреме, кој што вели Елен Вајт, за да ние живееме со животот кој што тој го заслужуваше. Значи, ни даде живот, понесувајќи ја нашата смрт. Ни даде исцелување, понесувајќи го проклетството. Ни даде оправдување, односно праведност, понесувајќи ги нашите греови. И ја понесе на крстот и нашата отстугеност, односно нашата отфрленост. На кој начин? Или лама савахтани, познатите зборови. Боже мој, зошто ме остави? Исус ја почувствува таа оттугеност, таа отфрленост од Отецот заради нас, за да ние се помириме, за да ние го добиеме помирувањето и то повторно преку неговата жртва, преку тоа дрво на Голгота. На крајот ќе завршиме со Откровение 2.7. Ова е дел од писмото упатено до црквата во Ефес, Откровение 2.7. И слушайте внимателно, овој стих гласи вака: кој има уво нека чуе што им говори Духот на црквите. Што? На оној кој победува ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, кое што е среде Божиот рај. Дрвото на животот е горе таму некаде. Не е повеќе тука, но оној кој што ќе победи, ќе му биде дадено. Ние го добиваме како дар. А како победуваме? Како може секој од нас да победи? 1 Јованова 5 глава 4 и 5 стих. И овие се последните стихови за вечера. 1 Јованова 5 глава 4 и 5 стих. Зашто се што е родено од Бога го победува светот, и ова е победата која го победи светот, нашата вера. Кој е тој кој го победува светот, ако не е оној кој верува дека Исус е Божи син? Дарум ќе ни биде дадено дрвото на животот, и тоа на секој оној кој што верува, кој што со вера ја прифаќа Христовата жртва, верува дека тој е Божи син. Тој кој што има таква вера ќе победи. Тој што победува, ќе му биде дадено да јаде од дрвото на животот. Прашањето до секој од нас е дали го имаме со вера прифатено Христа и неговата жртва, затоа што тоа е дрвото на животот. Дали живееме според секој збор кој што доаѓа од неговата уста, асоцирајќи повторно на сега на Божјата реч, кој што исто така е дрво на животот, и дали ја твориме неговата волја. Тоа се прашања на кои што треба да одговориме. Слава на Господа што го имаме дрвото на животот сепак, иако го немаме физички, значи до нас, за да можеме да набереме неговиот плод. Да живееме со вера во Христа, во неговата жртва, и да живееме од неговото слово, и така еден ден ќе имаме слободен пристап до дрвото на животот и до вечен живот, кој што веруваме желба на секој од нас. Нека му е слава на Господа. Амин.